работа, сега веќе разбрав дека Ивана ја имаме на линк ова утро. Ивана Колешке, драга, ти посакувам убаво понеделничко утро, колку и да тоа лошо звучи, и тебе, секако и на твојата соговорничка. Добро утро и повели. Добро утро, Искра, и до тебе. Убав сончев понеделник. Ги поздравувам и сите гледачи кои што оваа работна седмица ја започнуваат со нашата утринска програма, и во наредниве неколку минути ќе зборуваме за здравите намирници, за здравите состојки и хармонија и спој на здрави состојки кои што сите ние треба да почнеме да ги практикуваме, доколку досега не ги практикуваме. За ова прекрасно место, од кое што ние ве поздравуваме, Гоџи, ќе зборувам во продолжение со собственичката Анастасија, која што пред само неколку месеци собра храброст, иако нели многу млада, да стане, да отвори свој бизнис, кој што ќе им понуди на сите посетители и на граѓаните на главниот град спој на здрави состојки со здрави намирници или здрава храна. Анастасија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Како настана приказната за Гоџи? Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што денес одлучивте да бидете мои гости, да ја прикажеме ова приказна за мое мало местенце. Вака. Приказната за Гоџи настана некако спонтано. Зошто го велам тоа? Уште од одамна, уште кога бев основно училиште, почнав да се интересирам за здравата храна, за здравите намирници, и така постепено вклучував се повеќе нови намирници во исхраната, се до еден момент кога сакав да најдам алтернатива за благите производи, оние комерцијални благи производи кои ги имаме во продавница, и така решив да си направам најпрво некои едноставни сладки од јаткасто овошје и сушено овошје, да направам некои споеви, да почнам да експериментирам, да пробувам, се додека не дојде момент кога почнав да сакам нормално да пробувам и некои покомплексни рецепти. Така настана на моите први торти, околината секако мислам моите блиски, моето семејство, им се допаѓа, почна и тие да се интересираат, да сакаат и нив да им подготвам за нивни родендени, и така тоа некако спонтано се роди идејата за да почнам јас да си отворам мое местенце, каде што ќе можам овие сладки задоволства да ги понудам на поголем круг на луѓе. И сметам дека сите ние имаме, конкретно за идејата би рекла, едноставно настана така што сметам дека сите ние имаме некои сопствени таленти и би било убаво да ги искористиме тие таленти не само во полза на нас, туку и во полза на другите. Да, навистина е убаво кога се придонесува и кон заедницата, нели, со тоа што им се нудат, нели, здрави работи, а сите некако идеме, нели, натаму дека треба да ги отфрламе сите оние шекери, прехранбени работи кои што ни штетат на нашето здравје. Какви се производи ви имаш досега направено, што се може да се најде на вашиот асортимент? Моментално нудам различни производи. Ова е здрава сладкарница, па така во склоп на тоа имаме различни бомбици, барчиња, ја имаме гранолата, путерот од бадем и лешник, исто така и како оброк, чија оброкот и оброк со грчки јогурт и гранола. Тоа е моменталната понуда, секако дека понудата ќе се зголемува и ќе се шири, меѓутоа во опсек на, ајде да речем, сладкарството, здравото сладкарство. Да, чудно ние, нели, можеби уште не сме навикнати на здрава сладкарница, но убаво е, нели, да се вкусат и да се пробаат и да си се грижиме за нас, за нашето здравје и за здравјето на нашите блиски, со тоа што ќе внесуваме, нели, здрави производи, здрави сладки. Како се раѓаат идеите, од што се инспирираш, како ги добиваш, ги мешаш состојките, нели, за да добиеш еден вкусен колач, едно вкусно парче торта или вкусни бомбици, вкусен бар? Искрено инспирацијата ја добивам од љубовта кон храната, од љубовта кон природата и луѓето. И така тоа се го спојувам и ми доаѓаат идеите, експериментирам, пробувам различни вкусови, секако прво јас ги тестирам, давам на моите блиски да пробаат, да вкусат, да видат дали нив им се допаѓа, и така потоа настанува еден производ кој секако го нудам и овде.
Така, вие сте на магистарски студии по диететика и диетологија. Кога е, Анастасија, кога ќе се вклучи оној аларм дека треба веќе да престанеме со она нездрава храна и дека треба веќе односно кога сме ја преминале границата и да одиме кон здравото и оно што понатаму треба да не одржува во живот? Така да, обично имаме некоја пракса во народот, онака да чекаме некој сигнал за да почнеме да се храниме или да живееме здраво, меѓутоа јас најдобро би предложила тоа да биде превентивно. Ние да живееме во тој начин и стил на живот, да се храниме здраво, да спортуваме, да внимаваме и на нашето духовно здравје, и на нашето телесно здравје, и на нашето ментално здравје. И така како склоп, самите уште веднаш, уште денес да започнеме да внимаваме и да се трудиме секом подобро и подобро. Тоа е мојата онака препорака, бидејќи сметам дека кога сигналите ќе се вклучат, можеби некогаш знае да биде и доцна. Да, верувам дека и студиите ви помагаат во она што го работите и да создавате нели ваши производи, како што ги споменавте, нели гранулата која што го има насловот Моја гранола, нели, и путерите кои што ги правите. Што е она што не знам е фаворит овде, што најчесто во изминативе 6 месеци колку што постоите, најмногу се троши, најмногу го бараат луѓето? Само вака да спомнам сега кога веќе споменавте за студиите, секако да, кога ви е јасно што се случува во организмот, кога ви е јасно како исхраната влијае, тоа едноставно природно ви инспирира да вие творите нешто здраво, да вие го живеете тој начин и стил на живот. А кога ме вториот дел од прашањето за фаворит, реално искрена да бидам, овака од и гранолата и путерот им се фаворити на многу луѓе, што многу ме радува и по препорака го знам тоа, бидејќи по препорака ми доаѓаат многу луѓе кои земаат од путерчето, кои земаат и нарачуваат од гранолата. Овака чоколадната торта е можеби фаворит од сладките, да. Можеби таа е најблиску до нели задоволување на потребите за оној шеќер, сите ние кои што нели имаме потреба за да внесеме одредена доза на шеќер, но сепак овој пат во природна варијанта, нели природните шеќери ги искористувате од овошјето и така нели заедно комбинирате со вештите ваши нели знаења кои што ги имате, ги комбинирате со стојките. Анастасија, ветувам дека следен пат ќе направиме, ќе подготвиме нешто кога времето ќе ни дозволи повеќе и ќе ги убедиме граѓаните, луѓето дека сепак здравото е она што треба да го конзумираме почесто. Искрено среќна сум што многу често знаат луѓе да доаѓаат како на еден начин може да кажам скептични, меѓутоа кога пробаат се воодушевени и речиси да не останал никој кој не се вратил повторно и онака граѓаните, оние луѓе кои ме посетуваат дефинитивно сметам дека го менуваат мислењето кон и посегнуваат потоа повторно и повторно кон здрави задоволства наместо кон други сладки. Да, ти благодарам, Анастасија, на одвоеното време. Ви благодарам и на вас и ви благодарам што денес бевте вие мои гости и се надевам за наредна прилика каде што секако ќе подготвиме нешто и ќе се дружиме и подолго. Апсолутно да, така ќе биде. Ние ќе ве поздравиме од центарот на главниот град, од оваа прекрасна здрава сладкарница Гоџи и заедно со Анастасија Чорлинова-Шапкова верувам дека ви доловивме дел од моментите, од работите кои што овде може да се најдат, но и таа на убав начин прикажа што значи тоа да се храниме здраво и кога нели ја преминуваме границата и веќе треба да се вклучи нели оној црвен аларм за да почнеме да се храниме здраво за наше здравје, за наше добро и за доброто на нашите блиски. Ти благодарам многу, Ивана, да ни доловивте, но за жал мирисот не можеме да го почувствуваме. Тоа уште некако не се вметнало во телевизијата, но ќе видиме за во иднина што ќе се случува.